Пред новогодишно Скопје утре нема да биде украсено, туку блокирано со автобуси на приватните превозници по главните крстосници. Градоначалничката Даниела Арсовска и денеска нема слух за нивните барања, па тие понеделнички во 6 часот наутро ќе го блокираат градот. Крстосниците кај трговскиот центар Мавровка, Црвениот крст и почетокот на булеварот Елинденска кај владата ќе бидат целосно затворени за сообраќај. Ќе се пропуштаат само возила на брза помош и пожарна. Приватните превозници си го бараат заработениот леп пред празниците, но Арсовска цврсто стои на ставот дека договор нема да има. Ние како Махеспрес, како фирма, не учествуваме директно во организација на протестот, тоа го прават самите превозници, револтирани од луките и поставките на градот, али како колку што сум јас запознен, на три раскрсници ќе биде целата работа, ќе се одвива нешто слично како што беше пред неколку дена кај домаќинка, значи возилата кои на итната медицинска помош, на противпожарната службите, во секој момент ќе бидат пропуштани, нормално да можат да функционираат. Тој демантира дека преку протестите се обидуваат да ги изнудат парите. Со документи тврди оти се жалеле и молеле за средба дури од лани. До сега пратиле 7 писма. Повеќе пати закажувале телефонски во кабинетот на градоначалничката, но Арсовска ниту еднаш не нашла време за да се сретне и да слушне за предизвиците со кои се соочуваат. Наместо средба, таа ги обвини за криминал. Димитриевски вели дека таа има добиено погрешни информации или оти спроведува некои лични интереси. Раководителот на јавното претпријатие да стапи во контакт со неговите вработени во сметководството, да ги погледне аналитичките картички кои се, ќе ги види колкави се долговите на јавното сообраќајно претпријатие према нас и ќе му биде све јасно. Зашто се изнесуваат такви податоци сега во овој момент? Највистина не знам. Не обвинува за криминал, дека сме продавале билети, дека сме земале пари во готово. Ја до сега не се сеќам дека нешто такво е направено. Тој ја повика финансиската полиција и сите надлежни инспекции да дојдат и да ги прочешлаат документите со кои располагаат, за јавноста да се увери оти кај нив немало никаков криминал. Приватните превозници бараат исплата на долг од над 1,5 милион евра. Оттаму посочуваат дека нивната улога е да ги превезуваат граѓаните, а не да ги блокираат улиците и оти тоа не сакаат да го прават, туку мораат. За утрешните блокади велат дека се подготвени да ги прекинат веднаш, доколку се донесе одлука за исплата барем на мал дел од парите кои им ги должи градот.